враќање на двонасочниот режим за сообраќај на улиците во центарот на градот. Проблемот со сообраќајниот хаос ќе се решава со нови решенија, меѓу кои катни гаражи, која опција е подобра, денеска се дебатираше во општината. Експерти од ова област и надлежните од локалната предложија решенија. Едно или двонасочен режим на најфреквентните улици во центарот на Штип. Идејни решенија има. Јавното предпријатие Стипијан предлага враќање на стариот двонасочен режим. Од мостот кај судот до градската црква сообраќајот да се одвива по две ленти, како булеварско решение или некоја друга опција. За пешаците тротоарна отиња и паркинзи на тротоарите на коловозите. Двете улици покрај река Отиње ќе бидат во функција со две коловозни ленти и да остане место и за паркинг возила, при тоа да не го оштетиме дрворедот кој се наоѓа покрај реката. За таа цел изготвивме решение со кое сегашните паркинзи ќе ги преместиме на местото на тротоарот, со тоа што ќе изградиме дополнителни конзоли на река Отиња. Проблемите кои ги наметна еднонасочниот сообраќај се детектирани и се бара начин за нивно решение. Од општината сметаат дека со двонасочниот режим на сообраќај ќе се растерети сообраќајниот хаос во централното градско подрачје. Секако дека имаме сознание, само ќе ви кажем еден пример дека возила на брза помош не може да стигне безбедно до градската болница, со тоа што се јавуваат застои во сообраќајот. Едно возило да помине поголемо и готово, застои по 2 сата не може да се скупи од центар на градот. Подхитно мора улицата што води до болницата да биде двосмерна, барем за почеток. И сега како тоа ќе се компензира, дали со катни гражи, дали со кеот на Отиња, ќе кажат институциите. Двонасочниот сообраќај можеби делумно ќе го реши проблемот со преголем број на возила на улиците. Во оваа насока се наметнува и опцијата за изградба на катни гаражи. Една со капацитет до 50 возила е предвидена да се гради позади собранието. Очекувам да произлезат нови решенија кои што ќе бидат во корист на граѓаните. За катни гаражи имаме размислувања, но конечните решенија ќе ги носиме после сите овие дискусии. Има по урбанистички план предвидено катни гаражи во Штип, ќе видиме кои се можностите, пред се треба да дојдеме до квалитетно сообраќајно решение и потоа да ги решаваме и расчистуваме проблемите како ќе градиме, дали ќе градиме катната гаража и сите останати дилеми кои што ќе се јават низ оваа дискусија. Ако се појде по европски терк за влез во центарот ќе треба и кај нас да се наплаќа, но на коловозите не треба да се паркира. Сообраќајните инженери со повеќе идејни решенија од зголемување на сообраќајната култура до промена на режимот на сообраќај доколку дозволува просторот и урбанистичките планови. Многу е тешко да се решаваат овие проблеми во веќе стационарни архитектури, градежни решенија и слично, меѓутоа тоа е еден динамички процес за кој што ќе мора да се најди решенија и то не градежни решенија, бидејќи немаме простор за градење, меѓутоа решенија од аспект на интелигентни транспортни системи, од управување и водење на сообраќајот, промена на режим на сообраќај и најразлични други решенија. Во Штип се повеќе се наметнува потребата од градски превоз за растоварување на улиците од возила и решавање на сообраќајниот хаос. Реакциите се сведуваат на тоа дека жителите, дури оние во центарот на градот, почесто бираат да возат отколку да одат пеш. Има ли Штип потреба од промена на режимот на сообраќај и кои се најдобрите решенија кои ќе дадат резултати, е темата на која денеска се дебатираше во општината. Еднонасочен или двонасочен режим на сообраќај на главните две улици во центарот на Штип. Ирис телевизија анкетираше дел од штипјани по ова прашање. Повеќето велат, враќањето на стариот режим ќе создаде уште поголем сообраќајен хаос. Не знам. Ти си покаже времето. Ќе се смене, ќе видиме. Отитесте се улиците. Не знам како ќе биде. Лично за вас, подобро? Лично за вас, не. Мислам дека нема да биде подобро. Подобро е вака еднонасочен? Подобро е вака. Едно возило да помине поголемо и готово, застои по 2 сата не може да се скупи од центар на градот. Како да се реши? Еве денеска се дебатира тоа. Па има кои да мисли за тоа, ја не можам да го решам сигурно. Има таму. Што е најдобро за Штип, што е како? Па не знам што е најдобро, они знаат тие. Добар ли е еднонасочен сообраќај сега?
Па и да не е добар, мора да е добар. Те така се наумири и така ќе бидеш. Ако се смени? Ако се смени, ќе биде по-добро. Вака нека е пократко е. Помирно ќе биде вака, ако остане по старото, ако е по новото ќе биде уште поголеми гужвијат. Нема да се знае кој поде лево, поде десно. Не верувам дека со двонасочно ќе успеат нешто да направат, само ќе направат поголема збрка. Со овај саобраќај еднонасочен саобраќај би требало да биде, не може многу густ саобраќај, многу има, ја за кратко време, многу саобраќајки имаме, треба малце да се стави ред од тоа. Штипските советници на ВМРО ДПМН ја бойкотираат работата на Советот. Координаторот на советничката група Иван Јорданов вели дека во Советот ќе се вратат кога ќе престане политичкиот реваншизам. Пратениците на советниците на ВМРО ДПМН нема да учествуваат во работата на Советот на општина Штип. Е ставот на координаторот на советничката група, но и на општинскиот комитет Иван Јорданов. Тие нема да се вратат во Советот, се додека како што велат има политички реваншизам. Ставот на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобрна Македонија е дека се додека има политички реваншизам, се додека има луѓе во притвор кои што не сте истомисленици на оваа власт, ние ќе продолжиме со бојкот на седниците на Совет, односно со неучествување во работата на седниците на Совет. Одговорот кога ќе се вратиме како советничка група ќе треба да го побарате од моменталната локална власт и од моменталната власт од кој што ја парципира Социјалдемократскиот сојуз, со оглед на тоа што нашето делување во наредниот период ќе зависи од нив. Јорданов забележува дека со бојкотот во Советот на општина Штип не одат против интересите на граѓаните кои гласале за нив. Смета дека согласањето на буџетот за 2018 година покажало дека мислат на интересите на граѓаните. Токму тоа го покажавме пред само непол месец дена кога се вративме за да го изгласиме буџетот на општина Штип, се со цел да покажеме таму дека ние сме во интерес на граѓаните и сите работи кои што се за доброто на градот, за доброто на граѓаните, ќе ги гласаме и ќе работиме во нивен интерес. Јорданов смета дека имаат стабилна коалиција, а неприсуството токму на двајца советници од нивните коалициони партнери на претходната седница го оправдува како случајно, односно советниците не присуствувале поради одредени здравствени проблеми. Вчера во Штип беше отворена првата изложба на арапско цртање. Оваа самостојна изложба е на 50 годишната штипјанка Верче Андонова, која вели дека лицата со попреченост имаат помалку шанси својот интелект или дарба што ја поседуваат да го презентираат пред општеството. Верче Андонова од Штип е една од ретките кои го практикува арапското цртање. Оваа несекојдневна техника ја научила додека била штитеник на 11 октомври, домот за деца без родители. На незината прва самостојна изложба беа изложени 105 цртежи. Цртањето е многу деликатно. Од 160 души од домот научавме само 20, односно бевме заинтересирани. Арапското цртање значи тоа што ќе го нацрташ, уедно почнеш, наваѓаш ја средината на листо, почнеш да црташ. И кога ќе црташ, нешто ми инспирира тоа што го запамтив од Арапа, фактички везам. Вели дека е стрекна, бидејќи во првите денови од оваа година со оваа изложба и се остварила една од незините најголеми желби. Бидејќи, како што вели, лицата со попреченост немаат доволно шанси за да го искажат својот интелект. Па ние, да кажеме, лицата со попреченост имаме помалку можности за да се искажеме пред јавноста, пред публиката, дека ние сме дел од ово општество и сакаме ние да се на некој начин докажеме дека и ние можеме да работиме, да цртаме, да свираме, да пееме. Суровоста на животот си поиграла со оваа 50 годишна штипјанка. Откако низината мајка починала, по пораѓањето двете сестри близначки биле згрижени во домот за доенчиње во Битола, а потоа своето детство и образование го продолжиле во 11 октомври во Скопје. Недобиената родителска љубов и поддршка не биле причина за Андонова да се затвори во себе. Напротив, таа продолжила со борбата за опстанок и со полни гради да го живее животот. Со макотрапна работа, пеглајќи и чистејќи туги домови, успеала да создаде свој дом.
Сега е горд собственик на стан од 50 на квадрати, но потребно е помош од граѓаните за да го уреди како што вели нејзиниот мал замок. Па кујна да имам плакари, висече белата техника ми е најбитна да се направи на кујна. Покрај тоа што практицира арапско цртење, Андонова свири на синтесајзер, а на спортски план е неколкократна шампионка во пинг-понг на специјалната олимпијада, како и на меѓународни надпреварувања. Штипското јавно комунално предпријатие ИСАР почна со расчистување на малите депонии во сите градски урбани заедници. Директорот Живко Тасев ги повика граѓаните да пријават во инфоцентарот на јавното предпријатие ИСАР, каде е потребно комуналните екипи да интервенираат за расчистување. Исто така, контейнерите во центарот на градот добиваат и огради за отпадоците да не бидат расфрлани. Јавното предпријатие се реализира еколошки акции за почист град. Целта е подобрување на комуналната хигиена. Се оградуваат контейнерите и се расчистуваат дивите депонии низ сите населби во градот. Пред 2 недели почнавме акција за почист град. Акцијата се состои во следните активности: оградување на контейнерите во градското подрачје со мрежа за да нема расфрлање на киселињата по тротоарите и по улиците, а исто така започнавме акција 2 пати во недела да ги чистиме оние ситни депонии по урбаните заедници. Започнавме од Сењакот, автокоманда во централното подрачје, кај здравен дом, стариот здравен дом. Значи, тие акции ќе одат неделно по 2 пати. Во сите урбани заедници и граѓаните има повик до граѓаните каде има вакви мали ситни депонии да се јавуваат на инфоцентар, да пријавуваат, а ние ќе настапуваме во следниот период со овие чистење на малите депонии за да имаме почист град. Тасев со апел до граѓаните да ја почитуваат работата на комуналните екипи за сите заедно да допринесеме градот да не биде среден и чист. Апел до граѓаните, значи да го почитуваат тоа што го правиме ние како ЈПИСАР, бидејќи тоа е за нас сите граѓаните општина Штип и да нема веќе вакви мали депонии по градот. Ке може ли граѓаните доколку имат потреба од контейнери и од канти за отпадоци да дојдат да земат кај вас? Едно време беше таа практика да се купат од кај вас. Да, во програмата веќе за 2018 година имаме активности кои ќе бараат набавка на контейнери, околу 100 контейнери до 200 и набавка на 150 канти за домаќинства. Во наредниот период јавното предпријатие ИСАР ќе реализира и активности за обновување на урбаната опрема низ сите населби во градот. Во продолжение известувањето од јавното предпријатие ИСАР, ноќта помеѓу 8.1.2018 година понеделник и 9.1.2018 година вторник се случи кражба на градскиот пазар во Штип, каде од јавните тоалети што се наоѓаат во кругот на пазарот се извадени и одземени 5 метални врати од посебните внатрешни тоалети. На барање на јавното предпријатие ИСАР беа повикани надлежни органи кои извршија увид на лице место. Според нашите проценки, штетата се проценува на околу 25.000 денари. Подсетуваме дека јавните тоалети на градскиот пазар се јавен имот и се од јавен интерес. За понатамошниот исход од случајот со цел расветлување на случајот ќе постапуваат органите кои извршија увид на лице место. Апел до граѓаните на општина Штип. Јавниот интерес е интересот на целата заедница како целина. Ово обично се рефлектира со обврските кои граѓаните треба да ги исполнат кон државата, како што се почитување на сите јавни површини со кои располага општина Штип, се вели во известувањето на јавното предпријатие ИСАР. Во продолжение уште едно известување од јавното предпријатие ИСАР. Водовод и канализација апелира до граѓаните на општина Штип на своја рака да не превземаат мерки и интервенции на водоводниот систем, бидејќи тоа е казниво со закон. Исто така ги информираме граѓаните за секој проблем со водовод или канализација да контактираат во инфоцентарот на јавното предпријатие ИСАР на телефонскиот број 078 473 100, кој што работи 24 часа 7 дена во неделата и при секој јавување веднаш се праќаат екипи на лице место, се вели во известувањето на јавното предпријатие ИСАР.
Граѓаните кои имаат дополнителни приходи од хонорари за купнини дивиденти мора да ги пријават во управата за јавни приходи до 15 март 2018 година. Доколку не се пријават, следи глоба од 100 до 200 евра. Граѓаните годинава последен пат ќе поднесуваат годишна даночна пријава во управата за јавни приходи за остварени дополнителни приходи во текот на претходната година. Според измените на Законот за персонален данок на доход, кој стапија на сила од 1 јануари оваа година, од следната година ќе добиваат пополнета годишна даночна пријава, што ја издава управата за јавни приходи, а граѓанинот само ќе ја потврдува. За приходите остварени во 2017 година, даночните обврзници може да поднесат годишна даночна пријава до 15 март оваа година. ГДП може да се достави на шалтерите на Управата за јавни приходи, електронски или по пошта. Граѓаните имаат обврска да пријават доколку оствариле приходи од издавање под закуп на стамбен објект или хонорар по основ на авторски договор за остварена добивка од наградна игра над 5000 денари, дивиденди. Даночниот обврзник не поднесува годишна даночна пријава доколку остварува приход само од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Во последните години годишна даночна пријава поднесуваат над 400.000 граѓани. Приходите кои граѓаните ги остваруваат во земјава и во странство се одоначуваат со персонален данок на доход по стапка од 10%. За следната година се најавени промени во персоналниот данок и воведување на прогресивна стапка на одоначување, која ќе значи побогатите да плаќаат повеќе. За ненавремено поднесување, односно неподнесување на пријава и за нецелосно пријавени приходи, глобата се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. Првиот месец во годинава јануари е празничен, но и најдолг и најскап месец за граѓаните. Истрошен е домашниот буџет, а сметките мора да се платат. Секој си знае како ќе врзе од први до први, но за преживување македонските граѓани мора да штедат. 2018 година стартуваше, сите си посакуваат берикетна, убава година со многу среќа и со многу приходи, но граѓаните ќе мораат и да штедат од јануари, бидејќи се истрошија за празниците, а македонскиот стандард е таков каков што е. Јануари, како секоја година, си е малку подолг од другите, затоа што потрошаме се за нова година, па за Коледе, па за Бадник, Божик. Ниски ни се примањата, пензиите ниски, се покачи од минатата година наваму. Само поради тоа не можеме да го искараме месец. А од шо? Нема од шо да се штеде. Тачно дека е многу скапо. Многу превише скапо, ама мора да се искара. Имавме и трошоци овај месец. Имавме трошоци и 5 празници, има овај месец, мислам, и 31 ден, се има врска, не е за едениот ден, ама многу. Со сите што разговарам, сите са некако радосни од една страна, од друга страна се потиштени луѓето, толку да можем да кажем. Македонецот знае да врзе крај со крај, но од што да се штеди кога сите цени веќе се покачени, а и давачките и таксите за комуналија не го оставаат човек да здивне. Убави по убав месеце, со убави празници, со убави македонски празници, фини, добри, и мораме да го искараме. Па мора малку да поштедеме, али фино е, сепак и у секој случај е добро. Мора да искараме, убаво. И да штедеме, и сега што да правиме многу тешко за животот е многу тежок. Нема народ, парите ги потрошија и сега чак у февруар, у март. Овие 2 месеца многу тешки за живење. Во јануари ќе штедите ли со оглед на тоа што има? А што да штедиме? Јануари е најдежок месец. Нова година, Божик, Бадник и тоа. Со оглед на тоа дека јануари месец е длъг, имаме празници, ќе успееме ли да врземе крај со пензии, со цени од ја скапо? Па, на мене, како сам човек, доволно ми е. Ама морам да помагам и на внуко. Па, така, прекаруваме празник. Како и да е, македонецот знае да врзе крај со крај, а потрошувачката кошница во јануари ги надминува оние можности кои просекот на македонската плата ги нуди. Сдруженијето Свет Крст од Виница од оваа година повторно продолжува
со стипендирањето на студенти кои студираат на државните универзитети. Конкурсот е отворен од денес, а сите заинтересирани студенти може да аплицираат со пополнување на барање во просториите на општината, но и со достава на документи за редовни студии, за запишан семестар и положени испити, уверение на семејна материјална положба на семејството, потврда за последна исплатена плата за секој член на семејството. Бројот на доделени стипендии ќе биде во зависност од бројот на пријавени и одобрени апликации, а главниот извор за финансирање ќе биде општинскиот буџет со поддршка од приватниот сектор. Висината на стипендијата дополнително ќе биде утврдена. Конкурсот ќе биде отворен до 26 јануари, а условите од конкурсот може да се следат на општинската веб страна, како и на Facebook страницата на Општина Виница. На првиот ден од турнирот Водици 2018 се прикажа добра и ефикасна игра, која беше зачината со 9 постигнати голови. Вечерва на програмата се нови 2 надпревари. Синоќ во спортската сала на Основното училиште Тош Арсо се одиграа првите 2 надпревари во рамките на традиционалниот турнир Водици 2018. Во првиот меч екипата на Далга го победи тимот на Цунами со резултат 2:1. Во вториот надпревар екипата на Аутохамер го победи тимот на Елтигре со резултат 5:1. Вечерва на програмата се нови 2 надпревари во кои ќе се сретнат. Со почеток во 18 часот и 30 минути Севера Штип Лаб Дип, а во 19 часот и 15 минути ќе се сретнат Општина Штип и Балекс. Колку за подсетување, ова е шесто издание на овој традиционален турнир во мал фудбал, која под покровителство на Општина Штип и Брегалничката епархија. Со спортот ќе се одјавиме од вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!